Во текот на вчерашниот ден беа представени тројца млади кинематографери. Јас морам да кажам дека станува збор за филмови кои привлекоа огромен интерес тука во Битола, значи станува збор за младиот кинематографер Јани Петреси Паси од Финска, кој работеше на филмот Најсреќниот ден во животот на Оли Маки, како и младите кинематографери Дејвид Гајч и Јако Сковач, кои се од тимот на филмот Не е времето на мојот живот на унгарскиот режисер Заболч Хајду. Станува збор за една интересна приказна, за една интересна соработка, бидејќи овој филм е работен од 13 млади кинематографери со само една камера. И како што кажа, во Битола вчера и денеска се одржува и годишното собрание на Имаго, па токму прилогот кој следува се однесува на овие две теми кои беа актуелни во текот на вчерашниот ден. Богата програма на четвртиот ден на 37-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. На пресконференцијата, која како и по обичај се одржува секој ден во 10 часот, дебата за филмовите на младите кинематографери. Секогаш кога има добар филм од, условно речено, помали продукции, мене лично ме обврзува со радост и со големи симпатии ги вклучувам во програмата. Такви има неколку и тоа е она што ја прави разновидноста и разнообразноста на оваа програма, да помешам квалитетни продукции од поголем буџет, што се вели, и оние условно помалите кои се со голем капацитет креативен. А на планот на кинематографери секако да се види до каде се дострелите оние поискусните и на овие што се младите. Интересот го привлече и унгарскиот филм Не е времето на мојот живот, кој го работеа 13 млади од Унгарија со само една камера. And it was really strange because we were going to the same class, 13 of us, and we made a lot of exercises together like these. But when you are talking about Szabolcs Hajdú, who is one of, in my opinion, one of the greatest directors in Hungary now, then you have some feeling that it should be good. Во рамки на фестивалот Македонското здружение на кинематографери како дел од Друштвото на филмски работници на Македонија е домаќин на двудневното ИАГА 2016 годишно собрание на Меѓународната федерација на кинематографери Имаго, на кој учествуваат околу 50 делегати од повеќе земји. И на стартот на ова собрание беше потенцирано значењето за генерално представување на македонската култура, афирмација на македонската кинематографија и за меѓународна промоција на Македонија како дестинација за професионална соработка во областа на филмската дејност. Организацијата на ИАГА 2016 е помогната од страна на Имаго и Агенцијата за филм на Република Македонија. Сега на денешната пресконференција ќе бидат представени гости од главната компетиција со филмот Како луди на кинематограферот Владан Радовиќ, гости од најдоброто од филмскиот фестивал Голден Еприкот од Ереван со филмот 1, 2, 3 на режисерот Арман Јеристас, како и филмот Борба за смрт на продуцентот Гоце Кралевски во режија на Елонора Велинова и кинематограферот Димо Попов. Овој филм е во компетиција за мала камера 300. Она што денеска мора да се издвои е од програмата е разговорот со добитникот на наградата за доживотно достигнување, Џон Сил. Разговорот со него ќе започне во 12 часот во малата сала токму тука во Центарот за култура во Битола, а исто така да не заборавам да го споменам и отворениот штанд со Владимир Стојчевски од Медиа Деск од дополнителната програма кој ќе биде отворен, кој е веќе отворен од 10 часот, а ќе трае се до 13 часот. И денеска на програмата бројни филмови кои ќе бидат прикажани тука во Центарот за култура и на самиот крај морам да кажам она што е најзборуваната реченица. Филмската магија се уште трае и ќе трае се до сабота.